Апелацискиот суд Скопје треба да ја укине пресудата на Скопскиот кривичен суд, затоа што обвинителството не докажа дека 37 осудени за крвавите настани во Кумановската населба Диво населје извршиле кривично дело тероризам. Едногласни беа адвокатите изнесувајќи ги жалбите на пресудата на денешната јавна седница во Скопскиот апелациски суд. Постои вооружена група, меѓутоа тој се удире помеѓу тие, вооружени групи и ни еден цивил воопшто не е ни повреден, ниту пак извикано чувство на страв кај некои цивилите, тоа тие самите го изјавија. Како што изјави адвокатот Ибрахим Бајрами, осудените никогаш не рекле дека не се виновни, но тие не се терористи и никако не се виновни за тероризам. Има елементи на вооружен бунт, на герилска организираност, која по однос на кривична санкција не е поинаква од кривичната санкција која е предвидена за терористичка организација и тероризам. Меѓутоа, друг импакт ќе имаше и кон обвинетите и кон судскиот процес во целина. Адвокатот Еленко Миланов смета дека веројатноста апелацискиот суд да ја укине пресудата се мери во промили. Сепак, како што рече тој, адвокатите нема да се откажат се дека постои најмала можност за одбрана. После 4 години, кога луѓе се наоѓаат на притвор и издржување на казна, укинувањето на оваа пресуда би значило и укинување на притворите затоа што би истекле 2 години како максимален законски притвор. Сепак, последиците се уште не верувам дека судството е доволно самостојно. Во крвавите настани во Куманово што се случија на 9 и 10 мај 2015 година во престрелка помеѓу неправосилно осудената група и македонската полиција беа убиени 8 припадници на МВР, а повеќе од 30 беа ранети. Беа убиени 10 припадници на вооружената група. Судскиот процес, познат како Диво населје, започна на почетокот на февруари 2016 година. Година и половина подоцна кривичниот суд Скопје 1 од 37 обвинети за 4 досуди ослободителни пресуди. За другите 33 казните се движи од 12 години затвор до доживотна робија.